стигнавме до крајот и на ова послание. Гледав завчера, кога сме почнале со изучувањето на воопшто на посланието до Коринтијаните, значи сме почнале на 6. мај 2018 година, сега сме јуни 2021 година, така 3 години, веќе цели 3 години, посветивме на овие две посланија. Некој може да каже дека е многу, да се одведе толку време за две посланија кои вкупно имаат 27 глави, 28 глави, или не 29 глави. Без разлика. И сега, ако некој за благодата може да збора 3 години, само за благодата, ние можеме за едни толку две важни посланија да збориме 3 години. И сметам дека не беше напразно потрошено времето, бидејќи Павле во овие две посланија може би ја представува суштината на своето служење или суштината на христијанското служење воопшто. И она што направи посебен впечаток во изучувањето е колку внимание, колку труд, колку време, колку усилби тој вложуваше во таа црква, иако нештата изгледаа од она што можеме да го читаме очајни, како црквата да беше осудена некако, да не успее. И се она што го прави апостол Павле во тие две посланија кон тие луѓе кои еден дел од нив и го критикуваа, и го исмеваа, го негираа, го омаловажуваа неговото апостолство и целото учење воопшто го отврлаа. Сепак Павле се што правеше, без разлика дали е охрабрување, дали е критика, дали е конфронтација, се го правеше со љубов. Секој негов збор е облечен во љубов. Така, она што го пишува во 13 глава на 1 Коринтијани за љубовта, сето тоа, сите тие вистини таму се вткаени во неговото однос што го покажува кон коринтијаните. Кон тие луѓе кои се безнадежни навиду, поради своето однесување, со сите кавги што ги имаат, со отврлањето на вистинското учење, со прифаќање на ереси, со натрешните презири, завист, поделби, Павле 4 посланија им напиша. Знаеме со сигурност од овие две посланија дека има напишано 4 посланија. Знаеме со сигурност дека 3 пати ја посети црквата. Знаеме дека 1,5 година помина со нив. И тоа е она што восхитува. И покрај сета навидум, безнадежност, тој продолжува. Продолжува, се труди црквата да го исправи својот пат на движење, да го обнови односот со Бог и на крајот на краиштата да послужи како светлина во тој развратен град Коринт. Иако самата црква не е светлина во тој момент, сепак Павле има сигурност и така завршува посланието, има убеден е дека таа црква ќе стана светлина во тој град. Има зошто, има аргумент, има основа да верува во тоа. Така, овој последен дел што го читаме, тоа е поздравот веќе всушност. Самиот поздрав е во таа насока. Тој продолжува да ги повикува кон тоа усовршување, кон поправање, ги повикува таа вистина која ја знаат, таа вистина која тој им ја кажал, кој им ја пишувал, која ја проповедал, да се соедини со нивните животи и тие на вистина да бидат светени, да се покаже во нивниот живот таа вистина. Таа намера ја започна уште во претходните, нели, во тој последен дел, она што го гледавме минатиот пат, во една молитва кога тој рече: му се молам на Бог за вашето усовршување. И сега во поздравот всушност ги содржи тие насоки во кои треба да се усовршуваат. Има конкретни заповеди дадено во тие последни неколку стиха во што тие треба да се усовршуваат, а целиот контекст, тоест усовршувањето е во заедницата, тоест усовршувањето треба да го изгради заедничкиот живот, заедништвото во црквата кое сериозно е нарушено поради многуто, нели, што реков, пропусти на црквата.
Така, во овие стихови што ќе ги видиме, само 3 стихи има, тоа е поздравот на крајот. Во овие стихови нема нешто ново, веќе се е кажано. Сите овие работи, усовршувањето, радост, утехата, едномислието, веќе е објаснато во детали во претходните 2 посланија. Така да Павле прави на крајот во завршните зборови едно резиме на се што е кажано, за да го сврти повторно вниманието или уште еден апел да им упати. Ова што го напишав, ова што сум ви го говорил, треба да обрнете внимание, треба да остане во вашите глави. Не заборавајте, работете на тоа. Тоа е веќе последните неколку стиха се едно резиме, повторување на потребата на црквата во Корин. Што треба тие да прават за да има усовршување, за да можат да се вратат на вистинскиот пат. И како што кажав, односот на љубовта преовладува целото послание и го гледаме во завршните стихови. Прво тој им се обраќа со браќа. Гледаме, може да видовме во претходните глави со какви понижување се соочува од црквата во Коринт. Го исмеваат, велат неговата проповед не чини, се исмеваат на неговиот изглед, го исмеваат неговото учење. И тој пак ги нарекува браќа. Потоа и посакува, вели, Бог на љубовта ќе биде со вас, или ако сакаме еден добар превод, е со вас. Потоа во самиот благослов пак посакува љубовта на Бог и Отецот да биде со нив. Така, во овие 3 стиха 2 пати ја гледаме љубовта и еднаш во поздравот оној близок однос и самиот поздрав, нели, кој што го дава во името на сите цркви, исто е полн со една блискост, една благонаклонетост кон луѓето во Коринт. И овдека кога поздравува, тој го пак вклучува сите. Бог на љубовта и мирот ќе биде со вас, без да исклучи некој. Ве поздравуваат сите свети и така кога ги поздравува, не ги разграничува оние кои ги смета за непријатели, тоест и оние кои го поддржуваат. Тоест, не вели само Павловите во црквата, се оние кои ги поздравуват, додека Аполосовите, Кифовите, Христовите, ти не се со мене. Го испраќа поздравот кон сите, не ја дели црквата. Иако црквата е поделена, тој гледа на неја како една заедница. И вака, нели, граматички погледнато, има многу глаголи, полне со глаголи, овој текст, и тие се разграничени по својата функција, овдека, на заповеди, императиви има, во гречкиот јазик глаголите се во императивна форма како заповед, според наставката, и како индикативни, тоест како описни, како некаква индикација кон што се стреми, нели, дејството. И во овој текст имаме повеќе преовладуваат заповедните глаголи. Оние што дадени не едноставно како молба, туку како заповед што треба да правите. Така, поздравот на крајот завршува, посланието завршува со заповеди. Неколку заповеди кои повторно, нели, се кој се на заеднички живот и има неколку индикативни глаголи кои покажуваат една нешто што го прави Бог. Или тие заповеди кои се дадени се можни бидејќи Бог го осигурува дејството. Бог го осигурува напредокот, усовршувањето на црквата. Вие треба да се трудите да ги правите тие работи, а Бог е верен и ќе го оствари тоа во црквата. Ајде да ги видиме тие, нели, императивни глаголи или заповеди. Прво е заповедта радувајте се. Значи, радувањето, радоста на христијаните е дадена како заповед, не како опција. Сакате радувајте се, сакате, нели, тагувајте. Не, радувајте се. Тоа е заповед. И тука е употребен зборот хајро, кој всушност е поздрав. Така, ако сакаме буквално да го преведеме овој текст, нели, ќе видат како здраво. Што хајро се употреба како здраво. Ги поздравува, тоа е поздрав. Така гледаме дека всушност овој последни 3 стиха се поздрав до црквата. Меѓутоа самиот поздрав, хајро вклучува
радост. Кога ние се поздравуваме сега, велиме здраво, меѓутоа тоа здраво што вклучува? Вклучува многу работи. Да си здрав, да ти е добро, сето тоа е вклучено во поздравот здраво. Хајро е еврејскиот, грчкиот еквивалент на шалом, нели, мир вам. Кога Христос воскреснат дојде кај учениците во недела наутро, кога беа така уплашени, тој во нашиот превод пишува мир вам, дека така ги поздрави. Истиот поздрав го користи ова. Ирене, или основата е хајро повторно. Хајро, зборот хајро, значи да ти е убаво, да ти е пријатно, да си задоволен, весел да си. Или ако сакате најдобар, наш збор е кефлија да си. Тоест, со кеф да си го живееш животот. Зашто, нели, кога правиме некои работи, ги правиме со кеф, ама ги правиме и на сила. Кога гледаме, нели, некој како работи, знаеме да кажеме, со кеф да го гледаш како работи. Или, ако јада така сладко, со кеф да го гледаш како. Кеф е тоа да ти е убаво, да се исполнат, пријатно да е. Тоа е се вклучено во тој збор и во тој збор е вклучено едно озрачено со насмевка лице. И тоа е значењето. И апостол Павле нарочно го употребава тој збор, бидејќи знае состојбата во Коринската црква, луѓето се испокарани внатре. И кога ќе се соберат на служба, и се намрштени. Не може да се погледнат еден со друг. И Павле им вели, не, радувајте се. Дојдете со насмевнати лица. Зошто? Бидејќи Божјата благодат е со вас. Бидејќи Бог е со вас. Бидејќи вие сте во Божјото присуство. Бидејќи Божјата грижа е со вас. И ако Бог е со вас, тогаш може ли човек да не е радосен? Божјото присуство е причината, нели, за радоста. Истата фраза, истиот тој поздрав го употребува 3 пати во Филипјаните, кој им вели радувајте се во Господа и пак ќе ви кажам радувајте се. Повторно го употребува истиот збор. Радоста е во Господа. Радоста е од сознанието дека Господ живее во нас. Христос е во нас. Или како што вели еден језуитски свештеник, најсигурниот знак, белег, за присуството на Бог во животот на еден верник е радоста. Радост. Не може Христовото присуство да води кон незадоволство, кон еден паднат дух. Во поговорките Соломон вели, веселото срце е благотворно како лек, а паднатиот дух коски суши. Веселото срце действува како лек во организмот. А паднатиот дух, тоест намордениот човек, незадоволниот човек, действува за телото, таквиот дух за телото действува како гангрената во коските. Ги суши коските, предизвикува болки. И медицината потврдила дека радоста, насмевката, предизвикува некои таму ензими кои ја намалуваат болката, а дават добро расположение. И испротивно, она потиштеност пак ја увеличува, зголемува и интензивира болка. Така да, ако има причина за болка некако во организмот, и ако уште повеќе ние се паднеме во духот, болката ќе се засили. Тоа барем го вели медицината. И Соломон го потврдува истото. Но не го кажам тоа заради некои терапевски причини. Тоа е евангелската вистина. Присуството на Бог е причина за радост. Причина за лице кое се смее, а не кое се мршти кога ќе ги види останатите. Ке ни каже некој некаков збор и ќе се смрштиме, ќе кренеме нос и 3 дена не разговараме. Павле вели, не така. Не. Кога ќе се соберете, независ дали е Павлов, Кипов, Аполосов, Христов, влезете во седницата со насмевнато лице. Радувајте се. Потоа следува другата заповед, усовршувајте се. И овдека користи збор кој, ако сакаме или буквално да го проведеме, е поправајте се или обновувајте се. Тој збор
се употребува кога, например, ќе се испразни нешто, да се пополни. Например, тргнува војската да војува и редиците се испразнуваат со времето и треба да се пополни и тука се користи тој збор катартица. Или пак дома ќе отвориш фрижидер, залихите се испразнати, треба да ги пополниш. Или пак ако мрежата со која ловиш риба е скината, ти треба да ја закрпиш, зашто ќе ја фрлиш во водата, ама рибите ќе излегуваат низ дупките. Истиот збор се користи кога Исус во Лука 5 глава оди низ Галилејското езеро и им вика на ученици: дојдете по мене, ќе ве направам ловци на луѓе. И таму Јован и некои други ученици пишува ги крпеа мрежите и тоа е зборот овдека. Тоест, нешто што е веќе уштетено, ти да го поправиш за да биде функционално. И повторно ова е во контекстот на заедницата на Коринската црква. Многу дупки има таму. Многу пропусти. Нивните односи со Бог се нарушени. Со Павле се нарушени. Еден со друг не сакат да се видат. Разделена црквата на сите основи. На почетокот гледаме дека црквата е поделена според авторитети кои следат. Има фракции на Петар, на Павел, на Аполос. Потоа гледаме дека црквата е разделена по основ на етничка припадност. Евреи, грци, едни јадат месо, други не јадат месо и се карат заради тоа. Потоа гледаме дека има либертинци, они кои велат се не е дозволено, други има легалисти. Имаме социјална поделеност. Богатите, во 11 глава првото послание вели, се собирате вие, ќе се најадете, напиете и ќе се упиете, а потоа ќе дојдат сиромашните и ќе останат гладни. Црквата е разделена на сите основи. И Павле им вели: закрпете се малку, стегнете се, има многу дупки. Многу дупки кои не може да го градат заедништвото со Бог. Не сте функционални, усовршувајте се. Поправете го вашиот однос со Бог, а ви имате и нарушен однос и со мене, вели Павле. Поправајте ги работите, крпете ги, не ги оставајте така. И добро е тука сега на крајот, после сите тие изучувања, и ние да се ги поставаме прашањата: има ли дупки и во нашиот живот? Треба ли да се крпи нешто во нашите односи со Бог, во односите со луѓето? Знаете, духовниот живот има потреба од постојана реставрација, обновување. Што ние луѓето како луѓе знаеме со текот на времето да демолираме многу работи во нашата личност, во нашиот духовен живот, во односот со Бог. И Павле вели: поправете, обновувајте. Таму каде што има пропуст, поправете го. Таму каде што има дупка, закрпете ја. Таму каде што нешто застарало веќе, обновете го, освежете го. Преку словото, преку молитвата, во вашиот однос со Бог. Не е важно из колку книги поминавме, важно е колку книги поминаа навистина во нашиот живот. И тоа е на крајот Павле што сака да им го каже. Многу работи ви напишав, многу нешта ви кажав. Важно дали сето тоа сега ќе остане во вас. Дали ќе го заборавите или ќе се трудите. Третата заповед е: утешувајте се. И тука е зборот параклесис, кој се употребува за Светиот Дух, нели, кога Христос во Јован вети дека ќе прати утешител кој ќе ги води да растат во нивните односи со Христос, и употребен истиот збор. И тоа значи зборот некој кој води, кој утешува, кој посредува, кој застапува. Сега, зашто станува збор, нели, повеќе прашањето? Има толкување кои сметаат дека тие треба да се утешуваат, тоест да се изградуваат еден со друг. Меѓутоа, сметам дека во рамките на контекстот што е дадено овдека, како утешител, она во што треба се утешуваат верните луѓе во Коринт, е она што им е напишано, она што им е кажано. Словото што Павле веќе им го даде. Тоест, повторно овдека има една мотивација. Јас ви дадов насоки и сега тие насоки треба да бидат вашиот водач. Оно што ќе ве, како преку Светиот Дух ќе ве води. Ќе води кон духовно усовршување. Бидејќи сето ова почнува со молитва. Тој се моли Бог да ги усовршува. И овие нешта се во контекстот на усовршување и како усовршување всушност или таа заповед за утешување е дадена повторно во тој контекст. Словото што им е дадено, посланието што им се напишани, да им служат како насока,
да се усовршуват во животот. И тоа е и за нас значењето. Ние се усовршуваме, ние се обновуваме преку Словото, во нашата заедница со Бог. И нашето усовршување, кој доаѓа преку тоа водителство, преку тоа параклесис на Светиот Дух и Словото, ќе ги направи нашите лица радосни. Насмејате. Сите овие заповеди прават една целина, се поврзани. Ние не можеме да се усовршуваме ако не се утешуваме или не се поучуваме во Словото. Ако не се усовршуваме и поучуваме, нема да бидеме радосни во Господа. И нема да бидеме единомислени. Бидете единомислени е следната заповед. И сега кога вели бидете единомислени, апостол Павле сака да им каже како јас правам, вие така треба да правите, или што јас мислам, вие се треба да мислите. Не е тоа идејата. Единомислието не значи дека сите треба да се облечеме на исти начин, да јадам иста храна, да имам исти политички став и така натаму. Единомислието во црквата во Коринт е многу важно. Зошто е многу важно? Зашто црквата е разделена по учење по сите основи. Тие на прво место не се единомислени во Христос. Едни велат сме Христови, други велат не. Ни дојдоа други учители и ни дадоа други учења. Во ништо тие не се усогласени. Во се се раскарани. И затоа Павле кога им вели да бидат единомислени, пред се, тој мисли да бидат единомислени во Христос. И филипјаните, гледаме, ако го изучувавме тоа послание, видовме дека црквата е поделена. Има таму Евдохија, Синтихија, едни жени кои тргнале по, имало некакви раздори и Павле им вели во 2 глава. Исполнете ја мојата радост, бидете со една мисла. Не правете и бидете еднодушни и едномислени. Една душа, една мисла, едномислени. Не правете ништо од честолюбие или празна слава, но од понизно сметајте се еден друг за погорен од себе си. Не грижете се секој само за себе, туку за другите, бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос. Што значи да бидеме едномислени? Да ги имаме истите мисли на Исус Христос. Ако сите ги имаме мислите на Христос, тогаш ќе бидеме едномислени. А за да бидеме едномислени, треба да ги познаваме мислите на Христос. И повторно доаѓа оној параклесис, тоест утехата во Словото, обучувањето во Словото, кој ќе не запознае со мислите на Христос, и кога веќе ги знаеме и ги имаме мислите на Христос, можеме да бидеме едномислени. А едномислието на крајот на краиштата се сведува на она што Христос го направи. Која беа мислите на Христос? Иако Бог, тој се откажа, се испразни од таа слава. Стана човек, стана слуга, одиде на крст и умре за нас. Тоест, не постави нас како поголеми од самиот Него. Имајте ги мислите на Христос. Не гледајте на другиот како на помал, туку гледајте на другиот како на поголем од себе си и не мислете само за себе. И тоа е проблемот на црквата во Корин. Секој мисли дека е поголем од другите. И ти сами веле дека се најмудри од сите други цркви дури, од сите други христијани. Нема толку мудри како верниците во Коринт. Тие знаат сета филозофија, тие имаат специјални учења. Тоа го открива, нели, во 3 глава им вели, вие кои што мислите дека сте најмудри од сите, на крајот ќе излезе дека сте најглупави од сите. И во таа духовна горделивост, Павле им вели, имајте ги мислите на Христос, бидете единомислени. Ако бидеме единомислени, тоест ако го имаме мисленето на Христос, неговиот збор, тогаш нема да бидеме спротивставени едни со други. Нема да бидеме затворени, туку ќе бидеме отворени и искрени. И ќе живееме во мир. Гледате како следи тоа. Ако ги има мислите на Христос, нема да бидеме расцепкани
на фракции. Нема да бидеме конфронтирани едни спрема други. Нема да се гледаме со потемнато лице, туку со свежо, насмеяно, бидејќи ќе ги имаме мислите на Христос, кој мислеше на другите, а не на себе. Павле ги реди овие заповеди, со што гради, постојано гради една мисла за еден заеднички живот, кој треба да биде во мир, тој живот. Павле ги повикува на војна, на неколку пати во оваа послание. Меѓутоа, војна против лажните учители, војна против лажните учења, не војна еден против друг. На крајот на краиштата тие треба да бидат светилник од црквата во градот Коринт. Еден град кој е во разврат, во тотален неморал. С други збори, Павле сака да им каже, кој би влегол во црква каде што гледа кавки? Кој би влегол во црква каде што луѓето се во војна еден против друг? Кој влегол во црква која што луѓето се гледаат намуртено? Не се поздравуваат, се напаѓаат, се завидуваат. Тоа отворено им пишува на почетокот на 3 глава дека меѓу нив има завист, дека има кавки, дека има раздори. Живееме ли во мир на вистина? Ги имаме ли мислите на Христос? И во тоа дали сме единомислени? Се усовршуваме ли, утешувајќи се во Словото? Дали ни се радосни лицата? Има луѓе кои само сакат да ги матат водите, да разбрануваат, има луѓе кои сакат да ги скрутуваат водите. Навистина е така. Во црквата во Коринт очигледно доминирале луѓе кои само сакале да ја матат, да ја разбрануваат водата. Има луѓе кои наоѓаат задоволство во контроверси постојано, во конфликти. Има луѓе кои бараат согласување. Павле вели не, бидете луѓе кои што ќе бараат согласување, кои ќе бараат мир. И последната заповед е поздравете се еден друг со свет целив. И тоа како заповед во императивна форма дадам. Ви заповедам сега, кога ќе го добиете писмото и кога ќе го прочите пастор или кој ќе го чита писмото во Корин, да станете и да се поздравите со свет целив. Представете си што им вели. Во црквата во Корин не сакале да се гледат. Кога влегувале да се групирале едни таму и се гледале така под око. Павле им вели не, ќе се поздрави, ќе се бакнете со свет целив. И ќе покажете на сите дека сте во мир, дека Христос е во вас. Дека Христовото присуство ви дава радост, дека сте поинакви од другите. Раната црква, Источна црква, не е црква на Америка или на Германија, а источното, ориенталското, семитскиот начин на покажување на благоволение е со бакнеш. Сега, сум слушала американци како проповедаат на тој стих и пола сат објаснуваат што значи тоа. Нас не е јасно што значи тоа. Јасно ни е. Тоа е тоа. За американците не е јасно што значи тоа свет бакнеш или свет целив. Тука овдешната ориенталска православна култура, која се ориенталска култура, тоа вообичаено, со тоа што разликата е колку пати. Нели? Еднаш, 2 пати, 3 пати, каде, на кое место. Во Струмица, кога бев ја спомнала се, не знам како е, се бацува директно уста 3 пати. На времето беше така. И кога ќе дојде некоја тетка или баба и пляс. Особено кога ќе видат некој мало дете од љубов. Тоа е културата. Да, евреите се бакунувале во образите. Без разлика. Тоа е начин на покажување на наклонетост, на љубов. Дека сме блиски, дека се сакаме, дека се радуваме кога ќе се видиме. Тоа е видлив израз на таа искрена љубов. И тоа било очено потребно за Коринтската црква. Не вели да се напаѓате, да се завидувате, да сте во кавги, туку ќе се гушнете и ќе се бакнете со свет бакнеш. И тоа не е ритуал, не е некаков сакрален момент, нели? Тоа е едноставно начин на покажување на таа наклонетост. Може да биде света преградка, може да биде свето ракување, може да биде свет поглед, во кој што благо ќе го погледнеш.
ненамртено. Или може да биде дури едно прашање како си. Ние во светот се прашуваат луѓето како си, ама нели тоа како еден ред треба да се помине. Како си? Зашто навистина ме интересира како си? Зашто ме интересира твојата благосостојба. Тоа е идејата на апостол Павле. Покажувајте ја видливо, луѓето да видат дека вие навистина се сакате. Со знаци, со вашиот однос еден кон друг. И така, тие се тие заповеди, 6 заповеди, кои се во контекст на заедници, треба да градат една вистинска заедница, која ќе биде радосна, ќе биде градена, единомислена во мир и во кој што ќе има видливи знаци на прифаќање, на љубов. Да. Без разлика, нели, што мисли, треба да се гледа тоа во црквата. Да видиме љубезни едни кон други, да не се игнорираме едни со други. Следниот дел пак, или другите глаголи се оние индикативните глаголи. Например, Бог на мирот и љубовта ќе биде со вас, или Бог на љубовта и мирот е со вас. Тоа е идејата. Тука има повод, меѓутоа тоа веќе не е како заповед дадена, туку како една таква индикативна форма. Ве поздравуваат сите свети и тоа е дадено нели во таква форма. Тој не заповеда на светите да ги поздравуваат, туку ве поздравуваат и тука има пак нели такво дејство. И на крајот вели благодата нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бог нека биде со вас. И ова не е во таква форма оригинал, нека биде. Нека биде пак императивна. Идејата е со вас. Така треба да преведеме. Сето тоа е со вас. Веќе е со вас. Така. Ајде да ги видиме овие работи. Првото нешто што го кажува е дека Богот на љубовта и мирот ќе биде или е со вас. Изворот на се она што го посакува за црквата во тие 5-6 претходни заповеди е самиот Бог. Тој вели е со вас. И ако тоа е со вас, ќе има љубов и мир. Со други зборови, Павле сака да им каже, јас ви давам заповеди и ви давам заповеди кои Бог ги извршува вашиот живот. Ви треба да се трудите. Секако. Меѓутоа, не ви давам ништо кој не е невозможно. Бог не ви дава заповеди за кои тој нема и да ви помогне да ги извршите. Ви давам заповеди, уверувајќи ве дека самиот Бог ви помага да ги исполните. Самиот Бог ја гради таа заедница во љубов и во мир. Тој не прави миротворци, тој ги открива своите мисли и ги усогласува со нашите и не прави единомислени. И тоа е, Бог ќе се погрижи неговиот народ во Коринт да се радува, да се усовршува, да се утешува, да биде едномислен, да живее во мир, да живее во блискост. И ако ги видиме двете посланија заедно, како почнува првото послание и како завршува второто послание, ќе ја видиме истата идеја. Првото послание почнува со зборовите во 8 стих. Тој ќе ве отврди и до самиот крај ќе бидете безпрекорни во денот на нашиот Господ Исус Христос. Верен е Бог кој ве повика во заедништво со неговиот Син Исус Христос, нашиот Господ. Значи, првото послание, апостол Павле почнува со едно уверување дека она што Бог го започнал со нив, ќе го заврши. Верен е да го заврши во нивниот живот. И сега на крајот, како завршува второто послание, со исто уверување. Благодата и мирот ќе бидат со вас. Не како услов, ако вие правите така, ќе биде со вас. Не, е со вас благодата и мирот на Бог. Љубовта и мирот така. И благодата понатаму. Тоа е со вас како една гаранција дека тој е посветен да не гради, да ни помага и да бидеме она што тој сака да бидеме. Потоа продолжува со поздравот. Ве поздравуваат сите светии. И тоа е повторно во контекст на, согласно со целиот контекст. Неколку пати во посланието тој ги подсетува дека не се единствена црква, дека има свети насекаде. Ги спомнува македонците, им кажем
Црквата во Македонија се моли за вас. Вие сте подкрепувани, тоест вие сте дел од една голема заедница. Не сте единствени во светот христијани. И тоа треба да ги предпази од неков провинцијализам, тоест некаква заостанатост. Обично тоа е проблемот, провинцијализмот кој води кон заостанување или пак кон неков ексклузивитет. Ние сме најголемите. Не, Павле им вели. Има во светот и подобри, и попаметни од вас. Има и други цркви. И тие други цркви пак се молат за вас. Вие се дел од една голема заедница. И сте подкрепувани. И како заедно, како едно тело, ние во тие взаимни молитви растем. Има еден огромен духовен ресурс во таа голема заедница. И на крајот завршува со оној благословот или бенедикцијата. Најголемиот благослов, најубавиот благослов кој постои во христијанството од целата историја на црквата. Нема побогат, посуштински, посодржински благослов од овој. Во него се содржани сите ресурси кои доаѓаат од Светата Троица. Даден е како благослов во една тричлена форма за учењето на Бог, тоест на Светата Троица. Многу пред да биде формирана доктрината за Бог, за Светата Троица, Павле тука ни ги дава нивните, да ги наречеме личностни особености, специфики. Говори за благодат на Господ Исус Христос, за љубовта на Отецот и за едништвото на Светиот Дух. И со тоа уште повеќе ја дава гаранцијата дека се она што Бог го започнал, дека сите тие ветувања што ги дал Бог ќе бидат остварени. Зашто целата Света Троица е вклучена во градењето на црквата. Со своите благодатни ресурси, Бог целосно, и Отецот и Синот и Светиот Дух е вклучен во чувањето. Таа црква е во Божите раце. Бог не се откажува од неа. И Бог ќе ја гради, давајќи се што е потребно. И тука го имаме прво Бог го имаме благодата нашиот Господ Исус Христос. Во 8 глава Павле им рече: не заборавајте ја благодата на Исус Христос, кога говореше за давањето. И само истиот збор овдека, Харис, во 8 глава е преведен со дарежливост. Истиот збор. Тама пишува: не заборавајте или помнете ја дарежливоста на Исус Христос. А овдека вели благодата. Исто е значењето. Благодат значи дарежливост. И тamo вели која е дарежливоста на Исус Христос? Оној кој имаше се, најбогатиот, се откаже од се, за ние да се збогатиме во неговата сиромаштија. Тоа е, значи, благодата не враќа на крстот. Тоест на самото раѓање на Христос, кога тој стана човек, кога Бог стана човек. И тоа од што предпазува? Од што треба да ја предпази црквата во Коринт? Па треба да ја предпази од она самодоволност. Ние сме најголемите. Ние можеме се. Нам ништо не ни треба. Павле вели не. Се што имате, го имате заради Христос. Бидејќи тој стана сиромав. Вие сте богати, бидејќи тој сиромаши. И се што имате, го имате заради него. Тој ви го даде. Треба да ја смири таа горделива црква. И тоа треба да нас смирува нам. Се што имаме бидејќи Христос стана човек, Бог стана човек, стана сиромаша, ние да станеме негови деца, ние да се обожиме во него. Вториот дар, љубовта на Бог и Отецот, тоа не враќа на крстот. Кај ќе покаже Бог својата љубов? Со тоа што го даде својот единороден син. Секој што верува во него да биде спасен. И таа пожртвувана љубов не чува тоа ривалство кој постои во црквата во Коринт. Од таа завист што има, во тоа ривалство има и завист. Кога секој се стреми да биде поголем од другиот и не може да постигне тоа, што доаѓа зависта. Доаѓа горчината, доаѓаат раздорите. Вели, Бог покажа љубов кон вас.
И таа љубов треба да биде меѓу вас. Не е ривалство, не поделби, не непријателства, туку љубов. И на крајот заедништвото на Светиот Дух. И тоа не води кон Педесетница, кога Бог го излеа својот дух на првата седница во Ерусалим. И што се случи кога формира заедница Бог? Кога Бог создаде црква, создаде тело Христово. Пишува во веднаш после тој излевање на Светиот Дух. Беа истрени во учењето на апостолите, тоест има едно утеха во Словото, во заедничкиот живот има заедница, во прекршувањето на лебот, тоест во Христовата дарежливост на крстот покажана и во молитвите во едно заедништво со Бог. И постојано беа заедно и гледаме како вели еднодушно, единомислено престојува во храмот, се хранеа со радост, имаа радост во нив, имаше насмејани лица, чисто срце и така натаму. Тоа се тоа работи што ги пишува Лука во Дела на апостолите, а кој Павле овде ги спомнува на крајот на посланието до Коринтијани. И тоа таа заедница на Светиот Дух. Тоа дружење со Духот се спротивставува на тие разделби, на тие расправи. Заедница вели да имаме. Заедништвото на Светиот Дух. Не поделбата. Хармонијата која доаѓа во Светиот Дух, во тоа единство на Христовото тело. На коринтските христијани им требало очино она што го пишува овде апостол Павле. Благодат, љубов, заедништво. И не само едноставно да ги имат, туку да растат, да се усовршуваат во сите тие нешта. Ни треба, да црквата и треба денес, на сите нам ни треба. Не само во црквата, во нашиот личен живот, во семејството, секаде ни треба благодат, љубов, заедништво. Наместо легализам или закон, благодат. Наместо некаква експлозивност, јас сум мене не ми треба никој. Љубов. Наместо ривалство, конкурентство, заедница, општење. Заедницата на Светиот Дух. Зашто легализмот, тоа ривалство, таа ексклузивност, се тоа води кон поделби. Не остварува целта на Христовото тело. Љубовта, благодата, заедништвото. Тоа е целта на Христовата црква. И Бог ветил дека не ги дава. И покрај сите целиот депресивен тон на ово второ послание и покрај многуте моменти во кои Павле делува очајно, во кои делува разочарано, збунето. Навистина такво е посланието на многу моменти. Тој ги кажува откриено тие работи. Посланието завршува триумфално. Бог со неговата љубов, благодат, заедништво, сите благодатни ресурси, својата верност ќе ја зачува црквата. Павле има увереноста, сигурен е дека тоа што го почна ќе го доврши до крај. И тоа е гаранцијата дека црквата има иднина. 2000 години црквата живее. Тоа заедништво живее. Поминала црквата низ многу работи. Црквата и сега е голем предизвик. Многу цркви се испразнија. Многу цркви се уплашија. Многу луѓе се збунија. Што се случи? Бог, дали уште тој владее? Седи ли уште на престолот? Овие зборови на Павле ја дават увереноста. Љубовта на Христос, благодата на Христос, љубовта на Отецот, заедништвото е со нас во црквата. И тоа е гаранцијата за успехот на црквата. Црквата не е во раците на властите, црквата не е во раците на луѓето, црквата не е во раците на непријателите, на идеологиите, на филозофиите. Црквата е во Божите раце. Бог се грижи за црквата и црквата ќе победува. И црквата ќе триумфира. Бидејќи е верен Бог. Тој нема да престане да дотура ресурси. И тоа е крајот, тоа е оној голем крај што Павле го става на крајот на посланието кој влева надеж во сите нас. И ни дава право
да бидеме радосни. Да бидеме спокојни и мирни, да живееме во мир. Да бидеме луѓе кои градат заедница. И нека навистина тие зборови не утешуваат, не градат. Да останеме, да живееме, да пребиваме во тие зборови. Амин.